Јас сум Раде Милевски. Вработен бев во училиштето Страшо Пинџур од својот почеток. Работев во почетокот како наставник, а после 83 година почнав да работам како педагог на училиштето. Во Страшо Пинџур работев 27 години. Во училиштето почнав да градиме во 1979 година. Камен темелник беше ставен на 26 декември. Имаме мала свеченост во која што учествува учениците од Мирче Асев. Тогаш, бидејќи ние се префрлиме од основното училиште Мирче Асев, со нас дојдеа и нашите колеги што работат и таму беа, зависно од бројот на часовите. Беа, например, Христовски Грозде, беше по-општо техничко, беше Даца Дочиновска, наставник по македонски јазик, беше Живко Тодоровски по ликовно, беше Коцика по математика. Часовите се менува во зависност од програмата на Заводот за образование. По почетокот имаме руски и француски јазик, како два јазици во училиштето. Потоа, бидејќи граѓаните не беа задоволни со рускиот јазик, бара по секоја цена да се воведе англиски јазик. И воведовме англиски јазик. После некоја година малку имаме проблеми со префрлање и така, меѓутоа го решиме тоа прашање. Активностите што ги водеа учениците и наставниците во врска со развојот на населбата, на училиштето, културни уметнички друштва, еден интересен случај токму на Гулак. Учениците бегува по учениците, по сладните, и едно дете удрило со врата на другото другарче и прстот му го повреди. И јас заедно со службата од Голак отидовме в град за лечење на детето и тоа ми има оставено тој спомен да речем од тоа време. Се одвоивме од Ѓорче Петров како местна заедница во 77 година. Кај нас немаше никаков некој општествен објект каде би можеле да функционираме и одлучиме составно да одржиме во Кокта, да избереме раководство на Социјалистичкиот сојуз работниот народ. За прв председател бев избран јас. После некој месец избрана е местна заедница во зградата на Бетон, таму беа собрани и го избране Јовчевски Мојсо како председател на местна заедница. Илија Груевски беше председател на основната организација на Сојузот на комунистите. И ние тројца беме најактивните и заедно одевме секаде. Одевме во завод, одевме во општина, одевме во градот, само да почнеме да оградиме училиште. Пред да почнеме училиште да оградиме, ни рекоа дека локацијата е чиста, меѓутоа таа не беше чиста, ние знаеме дека не е и бараме по секоја цена да се решат имотно-правни односи. Тоа бидејќи одеше тешко одлучено да се направи, да се започне со градбата на училиштето. Нудеа да бидат 12 училници и физкултурна сала или 16 училници. Пошто јас поубаво ја разбирав работата, бев упорен да се почне со 12 училници и една физкултурна сала. Зашто училници не ни достига, па постои се со време, бараме да се догради училище. Инаку во почетокот беа некаде околу 700 до 800 ученици, после стана голем број, преку 900 ученици имаме во училиште. Тоа беше од 84-5 година до 2000 година идеше како така. Па што е побитно од образование? Нема ништо побитно. Прв директор беше Арамовски Милчо, потоа дојде ВД директор имаме и така. И стана Јордан Милошевски.